Благодарам, господине Џафери. Јас би сакал денес само да изразам жалење што заменик министерката за финансии е доведена во позиција прво да ги брани, а потоа да ги демантира политиките на владата која што се соочува со идеолошка конфузија. Социјалдемократскиот сојуз во 2014 година излезе со програма во која што пишуваше промени за нов почеток, да ја вратиме средната класа. Една од темелните проекти во оваа програма беше да го направиме прогресивен даночниот систем. Беше обвинувана жестоко претходната влада дека рамниот данок е неповолен, е штетен, е регресивен за стопанството и дека не е добар за развојот на економијата во Република Македонија. Што се случи потоа? На Социјалдемократскиот сојуз му треба, откако формира влада, заедно со коалиционите партнери, ДУИ, НСДП и другите партии, му треба година и пол за да направи, како што тврдевте во Министерството за финансии, темелни анализи за прогресивниот данок. Ви беа укажувани недостатоците, критиките, забелешките, не само од опозицијата, истите забелешки и недостатоци ви беа укажувани од стопанството, од луѓето кои што работат во приватен сектор, од домашни инвеститори, од странски инвеститори. Премиерот Заев, министерот Тевдовски, господинот Анѓушев, вие лично, кои да сте во владиниот економски тим, бевте глуви за забелешките на стопанската фела, затоа што бевте арогантни и сметавте дека она што сте го запишале како програма треба да биде спроведено без разлика што истото може да биде штетно. Откако видовте дека самата ваша програма за промена на даночниот систем и воведување на прогресивниот данок е темелена на погрешни факти, значи се покажува дека Министерството за финансии работело проект врз основа на погрешни факти. Го применивте тој проект, видовте дека е неповолен и сега се враќате на старото решение. Но што е најголемата штета што го направивте со овој проект? Најголемата штета е што вие како влада, која што има идеолошка конфузија, воведувате голем дел од стопанството во една стопанска и економска несигурност. За разлика од други земји од соседството, како Бугарија, Србија или други од регионот, каде што се знае која е даночната сигурност, даночната известност, економската политика на подолг крок, вие талкате и не знаете кој е најдобриот проект за државата. Со тоа направивте голема штета и ваквото повлекување денес не ги намалува консеквенциите и последиците што стопанството ги претрпе од вашите конфузни политики. Благодарам. Зоран Илиевски, реплика. Зоран Илиевски за реплика.